Почитуван председател на владата, можете ли да покажете документ дека сте пријавиле рекет кај Русковска, бидејќи освен усмени изјави, досега ниту од обвинителството, ниту од вас видовме некаков друг доказ. Во јавноста постои сомнеш дека можеби и овој разговор со обвинителката бил разговор со некој од руските комичари. Дали постои некаков записник, некаков доказ дека и кога е пријавен рекетот од ваша страна токму кај обвинителката Русковска? Второто прашање се однесува до министерот за транспорт и врски. Почитуван министер, реконструкцијата на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка – Ранковце, е започната пред неколку месеци, некаде кон крајот на летото. И добро е што е започната реконструкција на овој патен правец. Сите кои што транзитирале, поминале по патниот правец, знаат во колку лоша состојба беше претходно. Но за жал, откако започна реконструкцијата, верувајте дека овој патен правец се наоѓа во уште полоша положба, токму на оние делови каде што беше започнат и беше оставен повеќе од месец дена. Токму во местото викано Псача, село Псача, некаде повеќе од месец дена беа прекинати градежните активности, а и без тоа овој патен правец во овој дел е со многу лоши кривини и лизгав коловоз, каде што и во минатото, но и сега има голем број на сообраќајни незгоди. Поради започнатата, а недовршена реконструкција, верувајте дека луѓето беа изложени на уште поголема опасност. Која е причината поради која што стагнираше работата? Верувам дека ќе ми одговорите во вашата дискусија. За жал, при самата реконструкција немаше поставена сообраќајна сигнализација и самите минувачи, кои што можеби случајно или првпат минуваат по овој патен правец, не беа известени дека има работа на патот, дека има уште поголеми дупки и дека целиот асфалт е изгребан. И поради тоа ви реков дека се изложени на уште поголема опасност. По овој патен правец транзитираат и голем број на тешки товарни возила, транзитира и земјоделска механизација и секако голем број на патнички автомобили. Затоа апелирам да се внимава во таа насока, да се постави сообраќајна сигнализација, да се предупредат минувачите дека има работа на патот и да се вози предпазливо и внимателно, се со цел да се избегнат несакани действија како по животот на патниците, така и по безбедноста на патничките автомобили или тешките товарни возила. Имаше информации дека реконструкцијата на овој патен правец ќе заврши некаде до нова година, но како што гледаме динамиката која што се одвива, некако се речиси до половина. Односно токму во село Псача, каде што е застаната реконструкцијата на патниот правец, е некаде половина од километрите кои што се предвидени до завршување на делницата до Крива Паланка. Какви се вашите планови и до кога се планира да се заврши со реконструкцијата на делницата Ранковце Крива Паланка? Третото мое прашање се однесува до Министерката за труд и социјална политика. Колку што гледам, во салата немаме присутен представник од Министерството. Тука е, само момент. Во ред. Доколку нема представник, очекувам да ми биде одговорено во писмена форма. Во ред, ама ве молам да се стопира времето, бидејќи чекаме да влезе... Повелете. Благодарам. Почитувана министерка за труд и социјална политика. Некаде повеќе од 4-5 месеци има застој во решавање на предметите за помош и нега од друго лице. Овие предмети до пред 2 недели ги решаваше стручната комисија за оцена на потребата од помош и нега од друго лице. Но последниве 4-5 месеци намерно е направен застој, односно нерешавање на предметите за помош и нега од друго лице, се со цел да се создаде револт кај барателите, но и претпоставувам се со цел овие нерешени предмети да бидат префрлени под Министерството за здравство и врз нив
да ги искористите и врз нив, да извршите притисок во пред изборниот период. Информациите со кои што располагам говорат дека над 10.000 предмети се чуваат 4-5 месеци во архивата на Министерството за труд и социјална политика, каде што по насока на кабинетот на министерот, шефицата на архива намерно ги кочи предметите и не ги доставува во архивата на стручната комисија, која што си има своја посебна архива. Слушнавме една изјава од вас дека оваа комисија не си ја вршела својата работа и затоа сте ја трансформирале токму сега во период пред избори. Согласно законот кој што беше донесен во мај, трансформацијата на оваа стручна комисија можевте да ја направите многу порано. Зошто направивте застој во работата на оваа комисија и зошто сега, 2 недели пред техничка влада, сите овие предмети ги зедовте од стручната комисија и ги префрливте во регионалните комисии кои што се под надлежност на Министерството за здравство. Без да мислите дека оваа група на граѓани ги чека месечните средства кои што ги добива како право, паричен домесок за правото помош и нега, вие ги оставивте повеќе месеци без исплата. Се со цел да искористите оваа група на граѓани, но и нивните семејства во предизборниот период и да речам буквално да вршите притисок, да се заканувате и уценувате и на тој начин да купите што е можно повеќе гласови. Дали знаете дека во период кога ВМРО ДПМН беше на власт, техничкиот министер кој што беше поставен од Социјалдемократскиот сојуз, ги имаше сите надлежности кои што ги имате и вие. И токму техничкиот министер вршеше контрола и имаше ингеренции токму на стручната комисија и можеше да види дали работи совесно и одговорно. Но вие сега имате друга тактика, односно ги скратувате ингеренциите на стручната комисија и ги префрлате на Министерството за здравство. Ве молам, одговорете ми, зошто направивте намерен застој, па ги принудивте директорите на центрите да ги повлечат предметите од архивата, кои ги чуваа по неколку денови дали во нивна канцеларија или во ГПЕК од службените коли, а не ги вратија во архивите, сега пред некој ден да ги препратите до регионалните комисии. Дали не мислите дека ги оштетивте граѓаните на кои што овие средства секако дека им се неопходни? Благодарам. И благодарам пратеничка да постави 3